Општинската изборна комисија е подготвена за референдумското изјаснување. Оттаму ги потсетуваат граѓаните дека според календарот на активности превршува рокот за пријавување на болните и изнемоштени лица кои сакаат да го искористат своето граѓанско, односно гласачко право во домашни услови. Крајниот рок е до сабота до 24 часот, зашто од Општинската изборна комисија најавија дека до овој термин ќе има и дежурство. При тоа, за пријавување неопходна е потребна лекарска документација од лекар-специјалист, но и соодветен документ од Центарот за социјални работи за оние лица кои користат туѓа нега. Од подрачната единица на Државната изборна комисија во Кочани пак ги известуваат граѓаните дека има промена во локациите на 3 гласачки места. Избирачите кои своето избирачко право го остваруваат на избирачките места 837 и 837/1, што во изминатите изборни циклуси се наоѓаа во населбата Калиманова глава. За престојниот референдум ќе гласаат на истите избирачки места, но тие ќе бидат лоцирани во средното општинско училиште Љупчо Сантов. Согласно изборниот законник, кој предвидува за едно избирачко место да има најмалку 10 запишани граѓани со право на глас, има промени и во избирачкото место 894 во селото Речани. Таму досега гласаа жителите од Речани и Вранинци, а запишани се само 8 гласачи. Сега, тие гласањето ќе можат да го реализираат на избирачкото место 895 во селото Костиндол. Инаку, на престојниот референдум во Кочани граѓаните ќе можат да гласаат на 63 избирачки места. Во општината Чешиново Облешево пак гласање ќе се спроведе на вкупно 13 избирачки места. При тоа промена има само во избирачкото место 880 во селото Бурилчево. Имено, истото е преместено во училишната зграда во Кучичино. Во општина Зрновци пак нема никакви промени на избирачките места. При тоа гласањето како и досега ќе се спроведе на 4 избирачки места.